Срекна нова другари, не сме се виделе на добри 4 месеци, но може да замислите како ми било кога она чекаш да се роди дете, кога се спремаш по дома, значи немаш никако шанси да снимаш видеа. Имаш, али не ти тука мозокот. Конечно се олабавивме малце, еве сме на прво патување, моментално сме у Крушево и тука планирам да снимам 4 дена за тоа што ќе фотографирам, имам план панорама, имам план портрети на дрва, па ќе видиме што ќе искочи. Времето како што е сега, за сега е топ, но нема доволно снег. Сакав да има малце повеќе снегче, но ќе видиме со што можеме да играме. Ова видео сега сакам да биде малце закаснето, но како што кажав, нема сварно време, сега сум полавав и можам да се вратам назад на YouTubing за фотографија. Ова видео ќе биде како ревју и мини критикс на моите омилени фотографии за 2019. Имам сега за сега околу 10, но мислам дека ќе стигнам до 15 фотографии за кои ќе разговараме. Тоа е тоа. Поздрав од Крушево и идеме одма на првата фотографија. Океј, ајде да почнеме со првата моја омилена фотографија. Одиме на tapshanov.com. Прва моја омилена фотографија за 2019 е Landscape. Направен е во Аргентина и е од Игуазу Фолс. Значи тоа се најубавите водопади според мене на планетава. Значи ова е фотографијата што ја споменав. Што најмногу ми се допаѓа во оваа фотографија? Прво да кажам дека е направена handheld. Значи овој smoothness на вода, овој perfect flow е со exposure of 2 секунди. А мистото, односно маглата што ја креираат водопадите е тоа што ја прави цела оваа фотографија епска. Додаток се преубавите облаци кои се насекаде и јаките зелени нијанси на џунглата во позадина. Ми се допаѓа што не е чисто бела боја, значи имаме, бидејќи е многу muddy soil под водопадите, дават овие портокалови нијанси да бидат на самата вода. Во оваа фотографија имав многу работа во Photoshop и во Lightroom, бидејќи сензорот ми беше страшно прљав. Во Lightroom имаш исто доста работа на балансирање на highlights и shadows, но финалниот продукт е совршен. Премногу сум задоволен од оваа фотографија и можам да кажам дека е една од најдобрите landscape фотографии што сум ги направил во мојата кариера. Толку би можел повторно да се вратам во Аргентина и да направам оваа фотографија од истата позиција. Прво би донел трипод, за да можам да го направам shutter speed барем да биде 5 секунди. И би донел со мене ND филтер. Значи, тие што не знаат, ND филтер е како наочари за сонце за луѓе, ND филтер е за објективот. Не би препорачал да користите graduate filters, заради тоа што ќе биде, делот што ќе биде подградација на филтерот е многу тешко, скоро невозможно да го обработите во Lightroom или Photoshop. Но сепак за тука ќе има потреба, за тоа што не може да отидете и рано наутро да ги фотографирате водопадите. Значи фотографирате на јако сонце, доколку има облаци, ќе добиете ваков тип на фотографија, но претежно нема облаци. Значи ќе ви треба јаки ночари за сонце на објектива за да ги фотографирате водопадите. Значи за тие што не знаат, исто така ND филтер најчесто се користи за фотографирање на водопади, реки и така натака. И за seascapes. Океј, идеме наредна фотографија. Наредна фотографија исто така од Аргентина. Овој пат е од Перито Морено глечерот. Ова ми е, можам да кажам, омилена landscape фотографија, во топ 5 омилени landscape фотографии на декадата, не само на 2019. Исто е handheld.
Тоа што ја прави за мене совршена оваа фотографија се нијансите што ги имам доловено. Среќата што имав со виножитото и со облаците. Многу сум среќен кога видов фотографијата дека имам дел од облаците кои се позади и пред врвот на планината и баш го отвараат тој врв да се гледа по-изразито неголи другиот дел од планината која ни измагла, но сепак малата, односно облакот не е толку густ и можеме да видиме дека таму има снег, има црвена почва, потоа како се спуштаме долу има дрва и потоа ги имаме карпите, жолтеникави карпи. Изгледот на глечерот е совршен, сите тие пукнатини, големи и мали, поготово големите пукнатини кои наговестува дека во многу брзо време нов дел од глечерот ќе се распадне, односно ќе се скрши. Слоевите од снег и мраз кои моментално се на фотографијата може да се види дека се издувани од ветер и ја прават така како бела магла над глечерот. Е уште еден дел во кој сум заљубен и што ја прави оваа фотографија уште подобра. За мене ова е совршена лендскейп фотографија и сум среќен што имам и вертикална и хоризонтална линија. Поголем љубител сум на вертикални лендскейпи. Тие што ме следат Инстаграм валја знаат и приметите дека моите вертикални пейсажи се многу популарни неголи хоризонталните. Баш ме интересира што мислите вие за оваа фотографија и за сите фотографии што ќе ги видите сега наредни. Што мислите, ваш рейтинг и што вие би направиле по-различно од тоа што сум направил. Океј, идеме со омилена фотографија број 3 од 2019. Омилена фотографија број 3 е исто така од Аргентина, од Патагонија. Имав доста среќа да направам добри фотографии оваа година во Аргентина, значи времето ме послужи. Не отидовме да ја сликаме чилијанската Патагонија, но да оставиме нешто и за воднина. Така се оваа фотографија е направена од мојот омилен врв, значи на Патагонија, аргентинската Патагонија, омиленото место што треба да се посети е врвот Фицрой од Ел Шолтен, но паралелно спектакуларен на Фицрой е и Серо Торе. Овој врв што го гледате сега на екранот, според мен има повеќе карактер. Фицрой има магичен карактер, но ова е за мене подобар и мислам дека може да се најдат подобри локации за фотографирање на истиот. Не знам кој од вас, дали воопшто се го гледале видеото кога идеме на оваа фотоавантура, како стануваме во ниедно време, трчаме натаму 8 километри, да стигнеме точно низ Гресонци, да го фатиме овој пейсаж, а претходниот ден бевме на location scouting и ја најдовме оваа локација за да ја фотографираме. Обично сите, значи, она мека и медина за фотографирање на Серо Торе е подлабоко во долината, каде што стигаме до Глечерското езеро кое е под Серо Торе. Ние одличивме да најдеме подруг пейсаж, значи друга композиција, да бидеме малце поразлични. Секогаш се трудам да идам поразлично од она што е веќе фотографирано. Тоа би ве советувал и вас, затоа што не дека е лошо да фотографирате тоа што веќе е фотографирано, сепак фотографирано е толку многу зашто е стварно епско. Но обидете се да најдете други композиции. Не брзете, стално посветете доста време на таа композиција што имате пред вас. Не скокате како мајмун на секаде за да фатите нешто, да се фатите повеќе, обработувајте таа композиција што имате. Претходниот ден се молевме да добиеме некој облак и имавме среќа да го добивме оваа формација како дементорите од Хари Потер, за тие што го гледале. Има такво движење над Серо Торе. Немавме ниски облаци да ни го блокираат сонцето и затоа имавме вакво спектакуларно боење на самиот врв со портокалова боја и сини нијанси на поблиската планина. Рефлекцијата е совршена, исто е handheld. Целата е супер шарп е фотографијата, но сепак имам голема дисторзија на краевите. Бледната беше скрос отворена на 4F, долку беше на 11 и бев на трипод, немаше да имам оваа дисторзија, но тоа е што е.
Толку сакам да изгубам, само ќе ја пресечам фотографијата. Од истава композиција имам и вертикална. Мене лично во овој случај хоризонталната ми е подрага, но и вертикалната си има свој карактер. Ја нема таа дисторзија, пресечена е, но не ми се допега тоа што облакот е пресечен. Што друго ми се допега во оваа фотографија е овие мртви дрвја кои се во мидграундот на фотографијата. Толку имам шанса повторно да фотографирам, како што кажав, би користил трипод и би отворил блендата на 11 до 14 за да го изгубам оваа лоша дисторзија на самата фотографија на кревите. Океј, омилена фотографија број 4 е од скопското Кале. Повторно за тие што ме следат на социјалните мрежи, знаат колку долго се трудев да дадам совршената експозиција, да ми се поди совршеното време, односно небо за оваа фотографија. Оваа фотка е направена со MPS-ката, значи овој момент не го снимав. Фотографирав со две камери, пробував две различни композиции. Доколку би сакал да ја отпринтам оваа фотографија, нема да го има тој квалитет што јас го посакувам. Небото е спектакуларно, небото е епско, значи тие меки нијанси на розова, портокалова и сина боја се магични просто. Што ми се допаѓа е тоа што небото има блага рефлексија на самите камења на калето. Не е многу приметливо, но сепак доколку ја загледате фотографијата на поголем формат, ќе ги видите тие нијанси што ги кажувам јас. Имам проблем со нискиот foreground, со овие дрва. Не знаев дали треба да ги осветлам или затемнам повеќе. Не може да немам друга композиција каде што долната кула би била поотворена. Првин имав проблем со знамињата што не се замрзнати во времето, односно нашето знаме не се гледа целосно, но сепак тој мувмент што е фатен на знамето е тоа што е знаме всушност. Така да со тие мои пријатели фотографи со кои дискутираме најчесто за фотографите што ги имаме направено, имав позитивен фидбек дека уствари тоа не е нешто што е проблематично. Едноставно дава поголем карактер на самата фотографија. Океј, идеме наредна фотографија под број 5. Под број 5 е овој лендскейп фотографиран во Грција. Ова е на првиот крак во едно село што се вика Лутра. Мојот Airbnb беше баш на оваа карпа од каде што е сликана оваа композиција. Ова беше прв пат да го користам новиот трипод и да користам премногу долга експозиција, што може да забележите на водата. Као што кажав, пожелно би било да имате ND филтри за seascapes. Не дека е многу потребно, но е пожелно за подобра фотографија. Мене оваа фотографија ми е out of space, како да фотографирам нешто на некоја друга планета. Би сакал да ја добиев поголеми и подраматични облаци, но сепак сум среќен со тоа што играм. Доколку би имал шанса оваа фотографија да направам повторно, би користел ND филтер и може би одел подале од 30 секунди за shutter speed, би идел до кај 50-тина. Оваа фотографија рейтувам 7, но сепак ми е многу драга и имам отпечатано и е пресовршена, значи во принт верзија. Толку ви се допаѓа, веќе чекам коментар. Океј, омилена фотографија број 6, да избегаме малце од лендскейпи, да се вратиме на тоа што јас најмногу го сакам, што најмногу сакам да фотографирам. Тоа е everyday фотографија, street life, documentary, како сад ја крстете. Ова е фотографија која е направена во Рим. Супер за две мои колекции, за онаа што е Short Breaks и Displays and Papers. Зашто ја обожавам оваа фотографија? Затоа што е играна максимум 3 бои, со 3 нијанси, каде што зелената и портокаловата доминираат. Имаме две рамки, човекот е сместен, односно субјектот е сместен точно меѓу нив. Не знам колку ги пратите моите видеа и тоа што гледам на Инстаграм, но ја обожавам стари ѕидови, каде што има влага, каде што се испукани, тоа ми е едно како фетиш во фотографијата. Океј, значи ова е фотографија омилена број 6, идеме наредна.
Оваа фотографија за мене го портретира Скопје во 2019 година. Значи, зашто го портретира? Затоа што имаме субјект на електричен скутер. Значи, електричните скутери се обележи на 2019 во главниот град. Дури градот почна да дава бенефиции да се купат, субвенции односно. Друга причина зашто ми е едно од наомилените е бидејќи субјектот се наоѓа на прочинат пролаз на градскиот трговски центар. Во позадина го имаме веќе дел од Скопје 2014, односно барокната порта. И во десниот корнер е новата градба, односно реставрација на зградата на Елем. Значи, буквално тука све го покажува Скопје, боите се тотално одлично балансирани, зелените не се доминантни, но се тука, се добро сатурирани. Сината нијанса е баш онаква како што јас ја сакам. Доколку би имал шанса да ја сликам повторно истава композиција, со истиот субјект како се спушта по овој пролаз, би сакал да добијам барем по 1 сантим од левиот и горниот дел на фотографијата. Сметам дека портата е премногу залепена за рамката од лева страна. Тоа е единствено нешто што ми боде очи, но има шанса како да ја следам таа фотографија, би се вратил на исто место, би фотографирал истата композиција само без човекот и онда би правил exposure blending и би добил токав простор. Но тоа више е премногу читинг за мене, тоа не го практикувам. Оваа фотографија повеќе е приказна за мене, една обележена 2019-та, би ја рейтувал како композицијски решена некој си 5-6. Сакал да чуем вие што мислите за истата фотографија, но мене ми е стварно едно од поумирените за оваа година, зашто премногу ми се допаѓа приказната и баш ми го портретира Скопје во изминатата година. Идеме наредна фотографија, омилена под број 8. Оваа фотографија е омилена под број 8, но за 2019 ми е number 1, но не само што ми е омилена како најомилена, односно фаворит фотографија за изминатата година, туку би ја ставили во топ 5 најдобри фотографии што ги е направено во изминатата декада. И тоа би можно да го држи првото или второто место на таа топ 5 листа од 10 годишната моја работа. Зашто оваа фотографија ми е толку омилена? Бидејќи е одлично компонирана, субјектот е тотално блендиран со целата позадина, имаме симетрија, имаме juxtaposition, имаме 3 бои, тоа што најмногу го преферирам, облачно време, супер сатурирано, ладно, топла комбинација на субјектот и на позадината. Значи, многу е тешко да добиете топла и ладна фотографија уедно. На топло-ладно десертот е тука буквално сервиран. Juxtaposiцијата со статуите и живиот субјект, подоа симетријата што веќе очигледно може да се забележи, играта на тонови и бои, значи буквално од двете страни рамките и односно излозите, бојата на излозите заедно со во комбинација со фустанот и дали ова бурка или марамата на девојката што има на глава се еднакви бои, а онда белата гума што на патигите тотално блендира со бојата на буквите Джо Малон на излогот. Совршена фотографија, за мене ова е една од моите по-перфектни фотографии што сум ги направил. Нема да бидам скромен, ќе си дам 10 од 10 за оваа фотографија, бидејќи ја обожавам. Би сакал да чуем што вие мислите точно за оваа фотографија, дали ви се воопшто допаѓа. Да, можам до утре да зборам зашто ја сакам оваа фотографија, но да прекратиме тука, да идеме далje, да одиме фотографија број 9. Под фотографија број 9 идеме во една интересна симетрија во Рим. Млада девојка, постар човек, 20 на телефон, тотално различни индивидуа во воено во маскирно одело кое што е чии што бои тотално се блендираат убаво со
текстурата и боите на градбата. Овакви фотографии се мои милени. Знам дека не се eye candy, дека народот што е вон уметничкиот свет, особено од фотографијата, не ги гледаат со исти очи како што ние уметниците би ги гледале, но оваа фотографија го има на сите школски правила што некогаш би ги училе, што ги учиме кога учиме за уметност, на сликарство, фотографија и така натака. Од рамка во рамка во рамка до совршени бои, до интересна игра на субјекти. Мислам, стварно, омилена фотографија број 9 со рейтинг од јака седмица. Океј, идеме фотографија број 10. Фотографија број 10 е портрет. Портрет кој за мене одбележа 2019 година. Ова е направен во почетокот на изминатата година на пазарчето Буњаковец во Скопје. Во периодот кога пазарџиите има проблем со имплементирање на нови даноци или нови тарифи што требаше да ги плаќаат за нивната работа, они се бунеа дека тоа е премногу, дека нема зашто да ги плаќаат тие тарифи. Доколку би дошло до степен да се плаќаат тие тарифи што ќе беа екстра, би сакале да им се збогатат, односно да им се модернизираат условите во кои работат. Пазарите се затворат, да има грејење, да има подлога. Фраеров е украинец, од после дознав, и он заедно со жена му работат надвор, односно од пазарчето, они се на надворешниот дел, но имаат тезгаи внатре и продаваат цвеќиња. За мене ова е еден од по-идеалните портрети што ги имам направено. Контрастот на самото лице е, според мене, е супер избалансиран. Обожавам јаки црни линии на портрет, поготово кај луѓе што имаат јако видливи брчки. Мислам дека во овој едит имаме еден проблем со левиот дел од брадата, каде што делува како да има некое мало хейло. Мислам дека треба да се намалат тука хайлайтсот и шедоусот и секој и белата боја, дека тогаш би се избалансирало, да би дошло многу слично на десната страна од брадата. Очите се преферни, баш буквално ни кажува дека е човек што работи на надворешни услови, надвор од канцеларија. Ова е за мене портрет на Скопје, да бидам реален. Доколку живеете во некој бабл, ова нема да ви го портретира Скопје, дека сте некој како мене кој го истражува градот од сршта. Ова е Скопје, ова е лицето на нашиот град. Идеме наредна фотографија, веќе влагаме во 11 омилена. За оваа фотографија сите би рекле, окей, ова е лесна фотографија, лесно да се изфотографира, секој може да ја направи. Да, точно е тоа све, но многу од тие луѓе што ќе го кажат тоа не ги гледаат работите што се околу нас со исти очи што ние уметниците, односно фотографите ги гледаме. Се надам дека вие исто го гледате со исти очи тоа што го гледам и јас од дека. Совршени бои на статуата, се гледа дека од постаро време. Да не должам многу за вакви фотографии. Идеме 12-та и последна за 2019. А тоа е повторно еден лендскейп, повторно од Аргентина и повторно од Перито Морено Глечерот. Овој пат тоа е од другата страна на Глечерот. Совршенство за мене. Проста фотографија, но сепак многу богата. Огромно здание во мало, со прекрасно врамување од високите облаци, нежни сини бои, мирна вода, преубава фотографија. Трусо, мислам дека доста беше од тоа што мене ми се допаѓаат фотографиите. Се надевам дека ви се допадне и на вас. Во коментар може да напишете кои ви се допаѓаат, кои не ви се допаѓаат, зашто не ви се допаѓаат, зашто ви се допаѓаат, како ги рейтувате вие.
Може под број 1 да ставите седмица, осмица, петка, двојка, тројка, кец, како и да сакате. Многу ви интересира, нема потреба. Ке пробам од сега да правам повеќе видеа, како што кажам, моментално сум Крушево, утре се пуштам да фотографирам нешто ново. Се гледаме во наредно видео, уживајте фотографиите. Peace!